Почитувани ученици, добар ден и добре дојдовте во ова видео, наставна содржина преку која накратко ќе се обработи зборната лектира Легенда за Марфи Компирката од Овен Колфер и е наменета за учениците од трето одделение. Јас сум наставничката Билјана Стојко. За оваа содржина од потребен материјал ќе ви бидат потребни молив, лектирното дело и тетрадка. За овој видеочас очекувани цели се ученикот, ученичката да се оспособува самостојно да ја чита книгата за изборна лектира, да забележи непознати зборови, изрази, убави реченици, да се запознава со биографските податоци на авторот, да се оспособува да одговара на прашањата, да ја открива тематско идејната основа на текстот, зашто станува збор во книгата и што кажува текстот, да ги анализира ликовите од изборната лектира, главни и споредни, нивните особини и опис. А додека очекувани исходи ќе бидат ученикот, ученичката самостојно ја чита книгата за изборна лектира, забележува непознати зборови, изрази, убави реченици, ги знае биографските податоци на авторот, одговара на прашањата и поставува прашања во врска со содржината на текстот. Ја открива тематско идејната основа на текстот, зашто станува збор во книгата и што кажува текстот. Ги анализира ликовите од изборната лектира, главни и споредни, нивните особини и опис. Во некои моменти од видеото, кога ќе го забележиме овој знак, ќе побарам од вас да го стопирате видеото, да одговорите на зададените барања и повторно потоа да се вратиме на видеото. Може да започнеме. Куса биографија за писателот. Овен Колфер е роден во Вотерфорд, град кој се наоѓа во Ирска. Почнал да пишува драмски текстови и ги присилувал своите несреќни соученици да се маскираат како насилни викинзи, додека тие сакале да се надвор каде што има вистинска акција. Поттикнуван и бодрен од семејството, Овен Колфер продолжил да пишува. Негов прв роман бил Бени и Омар и бил прогласен за најпродаван роман. А книгата Артемис Фаул му донел моментален хит. На учениците омилена изборна негова лектира име Легенда за Марфи Компирката. Значи, стопирајте го видеото и одговорите, напишете ги во тетрадка. Ајде да ги провериме. Кој ја напишал лектирата Легенда за Марфи Компирката? Така е, лектирата Легенда за Марфи Компирката ја напишал Овен Колфер. Каде е роден писателот? Писателот е роден во Вексфорд, поточно во Ирска. Што ги терал писателот своите соученици и зошто тие се лутале? Тие се лутале затоа што ги терал да се маскираат во насилни викинзи, а тие сакале да играат надвор каде што има вистинска акција. Кој го бодреле да продолжил да пишува? Па се разбира, го бодреле неговите родители. Така е, ученици. Кој роман му бил најпродаван, а кој му станал најголем хит? Најпродаван роман му бил Бени и Омар, а најголем хит Артемис Фаул. Токму така. Легенда за Марфи Компирката е напишана во 5 глави. Првата глава се вика Грдиот Франк. Втората глава е наречена Нема мрдање од тепихот. Третата глава Тестот. Четвртата глава Добра книга. А додека петата глава На другата страна
од тепихот. Првата глава, како што кажавме, се вика Грдиот Франк. Оваа лектира би сакала да видите како започнува. Имам 4 браќа. Замислете, 5 момчиња кои имаат помалку од 11 години и живеат под ист покрив. Во лето кај нас дома има едно чудо народ. Ако сите донесеме по 2 другарчиња дома, ќе се стуткаме 15 мина во куќата. Најмалку 8 мина ќе беснеат како луди, а на другите очајно ќе им се оди во тоалет. Казанчето ни се расипува еднаш на секој 3 месеци. Еднаш кога татко ми си дојде дома и најде 3 синови и 4 непознати, сите обоени како војници, како се лупаат по завесата, реши дека мора да преземе нешто. Се нишаа по завесата, замислете. Згора на се војничката боја беше украдена од шминката на мама. Се надевам дека ви се допадна расказот. Кој живееше под истиот покрив? Одговорете во вашите тетрадки. Под истиот покрив живеа мајката, таткото со своите 5 синови. Зошто се налутил таткото кога се вратил од работа? Таткото, така е ученици, се налутил кога дошол дома, бидејќи ги нашол неговите 3 сина заедно со другарчињата, како висат на завесите. Како се викаат децата со презиме Вуден? Децата се викаат Марти, Вил, Дони, Берт и HP. Зошто најстариот син многу се налутил? Многу се налутил најстариот син, бидејќи сметал дека казната за него била престрога, бидејќи имал многу другари и бил многу популарен. Така е. Со што сакал да игра Вил? Вил сакал да игра со неговата играчка Бетмен. Токму така. Која е единствената работа во која се согласувале Вил и Март? Да, единствената работа во која се согласувале Вил и Марти била тоа што биле убедени дека нивните помали браќа биле ужасно размазани. Што значело за Вил да имаш 1 помал брат, а што значело да има 3 помали браќа? Така е. За Вил 1 брат помал било катастрофа, но да имаш 3 според него било преголема казна за една личност. Кој едукативно хоби го добиле Вил и Марти? Го добиле едукативното хоби. Кое? Да, точно. Библиотека. Дополни. Според Вил, едукативните хобија се најлоши и е исто како да одиш на училиште за празници. Зошто оваа глава е наречена Грдиот Франк? Не терајте не да се зачленуваме во библиотека, молеше Марти. Премногу е опасно. Не е библиотеката, библиотекарката е, прошепоти Марти. Вил, не е убаво да зборува за така, но навистина е така, мамо. Марти е во право. Таа мрази деца и порано била трагач во војска. Сега веќе нема смисла ова што го кажуваш. Има, мамо, има пушка на компири под бирото, мало, додаде Марти. Работи на газ и собира цел компир во шаржерот. Пука во деца само ако шушнат во библиотеката. Затоа ја викаат Марфи компирката.
Ама вистина е, викна Марти. Го знаеш грдиот Френк од соседната улица? Не е убаво да го викате грд кутриот Френк. Што мислиш како стана тако? Марфи компирката го компироса. Доста беше, ќе одите во библиотека и точка. Вториот расказ нема мрдање од тепихот. Ликови кои се среќаваат во оваа глава се Марти, Вил, мајката и библиотекарката, наречена Марфи компирката. Дополни и одговори во вашата тетрадка. Стопирајте го видеото. Ајде да ги провериме одговорите. Кој бил планот на Вил и Марти? Планот на Вил и Марти бил да се скријат зад библиотеката додека мајки не ги земела. Опиши како изгледала Марфи компирката. Така е, постара жена со тупаници поголеми од фудбалски топки, со престегната бела коса, па затоа вегите и доаѓале до половина чело. Одевот во кој ги однела се вика детски одел. Бојата на картичката била со розова боја. Значи, бојата на картичките за децата била со розова, а на возрастните чинам дека понатаму така е со сина боја. Да не се мрднете од тепихот, додека не си одите, рекла Марфи компирката. Браво, ученици! Глава 3. Тестот. И овдека се среќаваат Марти, Вил и господја Марфи компирката. Марти во овој расказ одлучи да тестира колку книги може да прочита во еден ден, нервите на Марфи компирката, колку може да издржи на тепихот. Одговорите напишете ги во тетрадка. Ајде да ги провериме. Така е. Нервите на Марфи компирката. Точниот одговор е под Б. Најдобар начин да го зафркнеш библиотекарот според Марти е да му кажеш дека книгата што ти ја понудил веќе одамна ти ја прочитана, да му ги разместиш книгите и под В не сакаш книги со таква корица. Па да, ученици, точниот одговор е под Б. Да му ги разместиш книгите. За Марти, на домашна адреса, пристигнало пакет со чоколади, пакет со книги, опомена од училишната библиотека. Точно така. Одговорот е под В. Опомени од училишната библиотекара. Марти, според брат му Вил, е експерт за читање, трчање по библиотеки и под В. подбивање на библиотекари. Така е, подбивач на библиотекари. Што успеа да размести без да шушне? Мистерии во делот за романски авантури, кај книги за птици, така, а градинарските ги заменил со книги за авиони. Токму така. Со што замавнала библиотекарката по Марти? Со лонче, со компир, со печат. Точниот одговор е под В. Со печат. За колку време успеал да ги среди разместените книги? Колку? Точно, 2 часа и 40 минути. Каков печат му понудила да му стави на рака господја Марфи? Гумен печат со фудбалер, гумен печат со пире
Или пак гумен печат со пиратско знаме. Да, гумен печат со пиратско знаме. Што пишувало на раката на Марти и со кој печат ќе ужива на базен? Ја сакам Барби. Бидејќи така е господја Марфи го сгрешила печатот. Четвртата глава се вика Добра книга. И овдека ликови кои што се среќаваат се Марти, Вил, Марфи компирката и мајката. Повторно стопирајте го видеото, но претходно да прочитаме што треба да направиме. Кои биле постапките на Марти и Вил во овој расказ? Што се случило со Марти и Вил тој ден во библиотеката? Изработи табела во твојата тетрадка и подреди ги речениците да одговараат на неговите постапки. Така е. Значи за Марти ги ставивте во табела речениците. А времето го поминуваше неуспешно, обидувајќи се со лижење да го извади печатот од раката. Печатот не се вадеше, а јазикот му посине. Тој уште читаше книги со змеј на корицата. Така е, тие реченици се наоѓаат во табелата за Марти. А што правел тој ден Вил? Еден ден нешто неочекувано се случи. Се преправав дека читам книга. Се викаше Фин Мекул Джино од Ирска. Тоа беше првата реченица од приказната. Епа не можев да престанам веќе. Два джина се тепаат, го кренав погледот. Мама дошла, ја читам книгата речиси 2 часа. Токму така, речениците на Вил се од десната страна во табелата. Последната глава се вика на другата страна од тепихот. Секој од вас ќе има со задача хронолошки да направи редослед на настаните. Да ги стави пред секоја реченица броевите со кои започнуваат. Ајде да провериме. Глава 5. 1. Книгата им ги отвара вратите кон некој нов и поинаков свет. По 2. Досадување во библиотеката. По 3. Марти го нарекува Вил кукавица. Компирката го поменува Вил. Вил бос обидува да докаже дека не е кукавица. Земањата книга од оделот за авантури. Позајмената корица од детскиот одел врз шпиони на Сибир. Испотените нозе го издадоа исплашениот Вил. Сината картичка на Вил и по 10 новата пријателка Ангела. Сигурно се сеќавате која беше Ангела. Ајде да прочитаме. Господја Марфи, кога сме веќе пријатели, може ли да ве викам компирка? Пробај само, Вил, па ќе видиш што ќе ти се случи. Знаеш што, Вил? Сега кога сме веќе пријатели, можеш да ме викаш Ангела. Се надевам дека ви се допадна книгата. И на крај, сакала повторно да го стопирате видеото и да одговорите на прашањата. Кога би бил овен колвер,
Дали исто би ја завршил лектирата или ќе ја завршам на поинаков начин? Ученици, читајте. Читањето е како сонување со отворени очи. Довидување и голем поздрав од мене.